Индоминерали не плаќа. Пробиштип секој месец е покус за 1 милион денари или досега вкупно. Рудникот на општината и должи 7 милиони. На годишно ниво, надоместокот од концесија изнесува 12 милиони денари, што е 5% од вкупниот буџет на општината. Од тука повеќе од јасно е дека неплаќањето на концесијата за пробиштип е голем финансиски удар. Имајќи предвид дека плаќањето е по остварено производство, односно по ископан тон руда, дури да почне да плаќа за периодот од 3 месеци колку што рудникот не работеше, пробиштип на концесија не може да се надева. Поради ова, од нова година наваму, општината е принудена да бара начин како да се снајде без овие веќе планирани пари. Каде и колку ќе се крати, ќе се одлучува дополнително. Се разбира дека неплаќањето на концесијата се одразува на нормалното функционирање на општината, поради што веќе се работи на план за кратење на непотребните и непродуктивни трошоци. Стои во писменото соопштение од општина Пробиштип. Во меѓувреме, долговите на Индоминерали и Метали и написите во лондонскиот Metal Build беа причина гранковиот синдикат да иницира итен состанок со менаџерите на рудникот. Констатиравме дека работите одат со таа динамика со која ги договаравме. Последно за нас интерес е да бидат редовни примањата на работниците. Нормално имаше нарушување овој период и ќе има потреба во наредниот период да се сето тоа премости, меѓутоа динамиката која ја договоривме се остварува. Сепак, што доколку Индоминерали одстапи од договореното? А ако се повторно јават истите проблеми, тогаш други ќе бидат нашите реагирање, нашиот пристап во таа работа. Од работата на Индоминерали само во Пробиштип живеат околу 400 семејства. Сите тие се на штрек откако работите тргнаа на лошо, а британците тоа први го кажаа јавно.